почитувани колеги, министер, почитувана јавност. Господинот Никола Димитров има отсуство на чувство на морална одговорност. Ова го тврдам, бидејќи доколку не беше така, досега истиот многу одамна ќе имаше поднесено оставка и денес оваа точка немаше да биде на дневен ред. Ако шефот на дипломатијата останеше доследен на неговата изјава, дека доколку не успее предлогот Илинденска Македонија, ќе си поднесе оставка, бидејќи и самиот не гледал по соодветен предлог околу кој двете преговарачки страни имаат согласност за решавање на спорот. Цитирам: "Тешко е да си за Македонија, а да не си за Илинденска Македонија." Денес имаме нешто сосема поразлично. Прифативте друг предлог и со тоа потврдивте дека не сте за Македонија, всушност никогаш не сте ни биле за Македонија. Од вашата биографија се гледа дека најважен ви е кариеризмот. Кариерата секогаш била и е ваш приоритет. Вашата идеологија се прилагодувала, менувала, согласно тоа како се сменувале и владите во Република Македонија. Како, например, сте биле дел од тимот на Љупчо Гергиевски, Бранко Црвенковски, Никола Груевски и сега Зоран Заев. Имајќи во предвид вашата долгогодишна дипломатска кариера, предпоставувам дека прв ќе го напуштите бродот на Заев веднаш штом ќе почувствувате дека почнува да тоне. Времето ќе покаже дали сум во право или грешим. Господинот Димитров како министер за надворешни работи по однос на евроинтеграциите промовираше принципи на инклузивност, каде што власта и опозицијата ќе работат заедно. Но реалноста е сосема поинака. Водевте преговори по секоја цена, своеглаво, тајно, без при тоа да се консултирате со опозицијата, со неголемата опозицијска партија, со председателот на државата. Немате право да превземате активности за одредени надворешно политички прашања, без при тоа да го вклучите председателот на државата и собранието на Република Македонија, секако преку транспарентна, законска и уставна постапка. Затоа што и самиот знаете дека согласно Уставот, но и согласно Законот за надворешни работи, председателот на државата, во овој случај господинот Ѓорѓи Иванов, е тој што има право и обврска да ја представува Македонија во меѓународните односи. За жал, вие ја игнориравте и пониживте институцијата председател на државата. Ја пониживте и игнориравте волјата на македонскиот народ. За жал, ја пониживте Република Македонија. Почитувана јавност, само со ваква влада, која е предводена од господата Заев и Димитров, можеше да се случи договор помеѓу Бугарија и Македонија, кој што договор ќе биде во полза на Бугарија, но на штета на Македонија. Токму затоа и овој договор цело време се криеше од македонската јавност. Само со ваква влада можеше да се случи спогодба со Грција. Спогодба која што ќе биде на штета на Република Македонија во полза на Република Грција. Почитувана јавност, почитувани колеги, сите ние сме сведоци дека кога грчките војници најбрутално скандираа против Македонија, и имаше ред други навреди од грчка и бугарска страна. Верувам дека ве интересира дали министерот за надворешни работи имал реакција, дали испратил протестна нота за да го одбрани македонското достоинство, или пак исплашено премолча. Слушнавме во вашето обраќање дека ви е значено тоа што грчката опозиција кажува пофални зборови за вас. Но не слушнавме
дека ви е значено тоа што најголем дел од македонските граѓани ве критикуваат? Или, како што размислувате вие, како може да ви биде значено што мисли за вас сопствената нација? Сопствената нација која што ја вие навредивте и нарековте нација со комплекс. Во јавноста излегоа контроверзни информации дека вашата ќерка добила стипендија од $40,000. Не навлегувам во квалитетите на ученикот, не знам за кого станува збор, и не се сомневам дека исполнувала дел од критериумите кои што биле барани на конкурсот. Она во што се сомневам е постапката и начинот на избор на кандидатот, бидејќи во период кога не постои Комисија за спречување корупција, во период кога имаме само 2 дена пред распишување на локални избори и во една брза постапка во која што е формирана комисија, во една вонредна постапка е донесена одлука вашата ќерка да добие стипендија од $40,000. Ако навистина се залагате за европски стандарди, после овој скандал ќе си поднесете оставка. Затоа што сигурна сум дека знаете, имаме норвешки министер за риболов, кој што поднел оставка само затоа што на годишен одмор со себе го носел службениот телефон. Имаме оставка на 3 бугарски министри, кој што си поднесоа оставка само поради сообраќајна несреќа која што се случи кај Софија. Но и покрај вашите ветувања дека ги дадете оставка, и покрај неуспешниот референдум, и покрај неприфаќањето на предлогот Илинденска Македонија, и покрај овој скандал, вие до ден денес се уште немавте доблест да си поднесете оставка. На самиот крај сакам да ве прашам, дали сега, кога ќе се формира Комисијата за спречување на корупција, ќе имате доблест самиот да пријавите и да побарате целата оваа постапка да биде преиспитана. Очекувам одговор на овие мои прашања. Благодарам.